и возеагаат, да не бидат исклучени. Ова е професорот Тихо Христојановски од Факултетот за драмска уметност, кој што предава сценски говор. Тој ни е денеска гостин. Ова се неговите студенти од прва година, кои што ни беа и вчера гости, денеска повторно, и кои што денеска ќе ни се представат со? Значи, ова се студентите од Факултетот за драмска уметност, прв семестар, прва година е прв нивни настав. Во прва година работиме народна поезија, расказ, вчера бевме гости со расказ, народен расказ, и Светото писмо еден дел како духовно зборување, како духовни текстови. Зошто работиме народна поезија? Македонската поезија народна е феномен. Вие знаете изреката во Македонија: немој да пееш, немој да свириш, немој да играш. Оти ќе те надпеат, надсвират и надиграат. Тоа е навистина реално нешто. Ние немавме држава и многу луѓе, руси, французи, македонци, бугари, запишуваа од македонските народни песни, од македонската устна традиција. Само Дафина од Серес на Стефан Веркович му издиктирала, му отпеала преку 400 песни. Тоа е неверојатен феномен. Ние дури не знаеме колку народни песни екзистираат. Дел од оние што се останат зад границата на Република Македонија исчезнуваат неповратно. Но кога Стефан Веркович му пишувал писмо на хрватскиот бискуп Јосиф Јуре Штросмајер, тој го рекол: народот што ја има културата се, така ги нарекол, македонските словени. Затоа македонските песни навистина се феноменални. Зошто? Во нив ги има сите изразни средства на современата модерна европска литература. Сите изразни средства, дури некои што ги има во како што е наречена, например, македонски изразни средства, ги нема во современата европска литература. Вториот текст што го работите Светото писмо, тој е интересен, духовни текстови. Вие знаете, на Божик, на Великден се синхронизираат, се почесто се играат сцени од Библијата. Луѓето кои веруваат во Бог знаат дека тој текст го напишал Бог и веруваат во тоа. За нас е исто така интересно, повторно Македонија и македонците, што таму сме запишани како народ на многу места. Например, македонците Гај и Аристрак во античкиот театар во Ефес, кој исто така го изградиле генералите на Александар, го проповедале Светото писмо. Го знаете, апостол Павле ги сонува македонците. И денеска нашите учени луѓе што се расправаат дали ќе не примат или нема да не примат, велат нема во европскиот катастер, но не има во еден друг катастер каде што не може да се избрише, да се запише, не има во Божиот катастер. Би ве замолил, бидејќи овој е прв настав, да ја слушате внимателно, тие полагаат испит, да им помогнете да положат со лесно и најнакрај да ми помогнете и мене да им пишам високи оценки. Епа, добре дојдовте мајстори, добре дојде на сите. Драго ми е што те гледам добар, стар другар, лицето ти обраснало како не сум те видел Шекспир. И со Господ напред, лесна и плодна сцена. од пониско игралиште. Испаднаха му ножови од сребрена ножница. Никна ножови да земе. Убодил ми се Никола в клето срце осојно. Рашири ръки широке. Извиси гласи високе на дружина зборува. Дружина моја сговорна.
Ја идејте кажете на мојата стара мајка. Немо и право кажете, че се Никола убодил. Ја идејте кажете на мојата стара мајка, че се Никола армасал за Билолика велика, за црноземка дивојка. Караѓузли душоле, караѓузли видоле. Ти ракија не пиеш, на ракија мирисаш. Бре, лудата младо. Друшките ми пиеха, мојата душа мириса. Караѓузли видоле, караѓузли душоле. Ти босилјок не носиш, на босилјок мирисаш. Бре, лудата младо. Не го носа наглава, љуга носа пазува. Пазува ми мирисат. Караѓузли видоле, караѓузли душоле. Ти карафил не носиш, на карафил мирисаш. Бре, лудата младо. Не го носа наглава, љуга носа на раки. Ръките ми мирисат. Караѓузли видоле, караѓузли душоле. Ти трамбика не носиш, на трамбика мирисаш. Бре, лудата младо. Не го носа наглава. Друшки ми ga носаха, мојата глава мириса. Море Димано, Джан Димана Димано. Кој е то што помине од тука? Таа е Джан Димана Димано, што носеше рамна снага на неа. Кој е то што помине од тука? Таа беше Джан Димана Димано, што носеше бело лице на неа. Да би дал Бог да се стана со неа, да целива бело лице на неа. Кој е то што помина од тука? Таа беше Джан Димана Димано, што носеше црни очи на неа. Да би дал Бог да се стана со неа, да целива црни очи на неа. Та Бог помогна да се стана со неа, да пригрна рамна снага на неа, да целива бело лице на неа, да целива црни очи на неа. Дивојко мила хубава, излези Дујбер, излези. Ванка Дујбер надвор и да гледам да се нагледам. Че ќе ида мош недалеко, далеко Дујбер, далеко. Јуначе луда Гидио, и јас со тебе ќе дојдам. Дивојко море, дивојко мила хубава. Јас и ти има море умна, ти си била безумна. Как ќе дојдеш ти на со мен? Јас и си има дивојко, не секој дуѓа ни љубе, на секој град ни љубе. Јуначе луда Гидио, ти ќе скоро дојдеш. Дивојко море, дивојко, там ќе седа 3 години. Јуначе луда Гидио, не мога 3 дни без тебе, тили до 3 години. Милкеле, Милке хубава, што много знае мајка ти много магија да прави. Живо е пиле фатила, живо го в земја зарила. Та му е рекла нарекла. Каписка пиле во земја, така и стојан за Милка. Милкеле, Милке хубава, што много знае мајка ти много магија да чини. Живо е јагне фатила, живо го в земја зарила. Та му е рекла нарекла. Кабле јагне за мајка, така и стојан за Милка. Милкеле, Милке хубава, што много знае мајка ти много магија да чини. Живо е змие фатила, жива га е воген фрлила. Та му е рекла нарекла. Каписка змија воген, така и стојан за Милка. Кога мајка кара, учи, дебре дели нано, гиди, али кара. Ми се често применувај, по 2, по 3 неделјата, 9 пъти в месецот. Ја ти мајка не послуша, дебре дели нано, гиди, пали кара. Сегна ръка в джеповите, та извади ключовите од сандукот. Та отклуча сандуците од дебре дели нано, гиди, пали кара. Примени се баш, примена великденска. Примени се, нареди се, да отиде на хорото, да се фати де и дае, де прелега, дебре дели нано, види пали кара, над момите до невеста.
Петро Бела Петро, Петро Арнаутко, Бог да бие Петро, твојата стара мајка, што те пусна Петро од ванка селото. За студена јода, јода да налееш, коса да измиеш. Сретохате Петро голи Арнаути, сретохате Петро јузехате Петро, занесохате Петро Варнаутска земја, кладохате Петро хоро да им ходиш. Петра хоро ходи и сълзи си рони. Арнаути питат, веле и говоре. Петро Бела Петро, од кој земја си? Од кој вилеат си? Ја Петра им вели и говори. Варај, варај, стара Арнаутко, јас и не знам с ношти што вечера, од сутра што руча, дали јас да знаја од која земја сам, од кој вилеат сам. Милке хубава, море јас кида на пазар. Поречи Милке наречи, што да ти купа донеса? Купи ми на мене бре Христо, за 10 гроша муниста, да си направа герданче, да го подреса алтине, јас да го носа бре Христо, ти да ме гледаш да гориш. Поречи Милке наречи, што да ти купа донеса? Купи ми на мене бре Христо, до 2 заги и папуца, јас да ги носа бре Христо, ти да ме гледаш да гориш. Поречи Милке наречи, што да ти купа донеса? Купи ми на мене бре Христо, до 2 бумлени шами, јас да ги носа бре Христо, ти да ме гледаш да гориш. Што е таа врева бегови конаци? Или му е Кадуна умрела, или му синот Јојске дојде. Не му е Кадуна умрела. Не му е синот Јојске дојде. Ју му е робиња бегала. Та му е зела бегу брза коња и му зела бегу мушко дете, та бегала Елена робиња. Стои бегот, та се чуди как да најде Елена робиња. Тај пуснале до 3 јунаци. 3 јунаци, 3 бумбашира да се стигнат Елена робиња. Гонила ga. Гонили фатилите и велет и говоре. Зашто бегаш, Елена робиња? Море бега. Бега Мергени Левене да не робувам в бегови конаци. Чунке бегаш, Елена робињо, да не робуваш в бегови конаци. Зашто зеваш бегу брза коња? Зевам Мергени Левене пишак да не хода. А зашто зеваш бегу мушко дете? Зевам сама да не хода. Елкено добра дивојко. Зела Елкена стомната, та и стомна ковата море да отива за вода. Навела и си врнала. На път си сред Елкена винаре, тенки, вардаре, та и веле, говоре. Елкено добра дивојко, море дај ни ти од платното половината, да ти даде од виното половината. Елкена вели говори, винаре, тенки, вардаре, јази ви го нејко виното, љуби сакам момчето. Оно напреди што иде, на сива маска што бјаха. Винари велет говоре, Елкено добра дивојко, онова момче напреди што иде на сива маска што вјаха и оно ни армасан, това вино за свадбата.
Преку ноќта имаше Павле видение. Пред него еден човек, македонец, кој го молеше и му велеше: премини во Македонија и помогни ни. По тоа видение веднаш посакавме да тргнеме за Македонија, бидејќи разбравме дека Господ не повикал таму да го проповедаме Евангелието. На почетокот беше Словото. И Словото беше во Бога и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Него. Се стана преку Него и без Него ништо не стана. Што стана? Во Него имаше живот. И животот им беше светлина на луѓето. И светлината во темнина свети и мракот не опфати. Имаше еден човек по име Јован, пратен од Бога. Тој дојде за сведоштво, да сведочи за светлината, та сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината. Постоеше вистинска светлина, која го осветлува секој човек што доаѓа во светот. Во светот беше и светот преку него стана, но светот не го позна. Дојде при своите и своите не го примија. А на сите што го примија, на сите што веруваа во неговото име, им даде можност да станат синови Божји, кои не од крв, ни од поход машка, а од Бога се родија. И тогаш Словото стана тело и се всели во нас, полно со благодет и вистина. И ние сите ја видовме неговата слава. Слава како на единороден од Отецот. Јован сведочеше за него и велеше зборувајќи: ово е за кого реков, оној кој иде по мене ме испревари, оти постоеше порано од мене. И од неговата полнота ние сите примивме благодат за благодат. Зашто законот беше даден од Мојсеја, а благодатта и вистината произлегоа од Исуса Христа. Бога никој никогаш не го видел. Единородниот син, кој седи во крилото на Отецот, он го објави. И тоа беше сведоштвото на Јована, кога јудејците испрати од Ерусалим свештеници и левити за да го прашаат кој си ти. Тој призна, а објави: не сум јас Христос. И го прашаа: кој си? Илија ли си ти? Одговори: не сум. Пророк ли си? И одговори: не. Па кој си? За да можеме да им одговориме на оние што ни испратија. Што велиш за себе? Тој рече: јас сум глас на оној што вика во пустињата: израмнете го патот на Господу, како што вели пророкот Исаија. А испратените беа од фарисеите. И го запрашаа зошто тогаш крштеваш кога не си ни Христос, ни Илија, ниту пророк. Јован им одговори: јас крштевам со вода, но меѓу вас тој еден кого вие не го познавате. Оној е оној кој беше пред мене, кој оди по мене и за кого јас не сум достоен да му ги одврзам ремењата на обувките негови. Ова се случи во Витавара од Таде Јордан, каде што крштаваше Јован. Јас не го познавав, но дојдов да крштавам со вода, за да биде он објавен на Израелот. И сведочеше Јован велики: го видов духот да слегува од небо како гулав и останува над него. Јас не го познавав, но оној кој ме прати да крштевам со вода ми рече: врз кого видиш да слегува духот и останува над него, тој е кој ќе крштева со Дух Свети. И јас видов и посведочив дека е овој Син Божи. А другиот ден пак стоеше Јован со двајца од неговите ученици. И штом го виде Исуса да врви, рече: еве го јагнето Божио. А Исус, кога се сврте и виде дека одат по него, им рече: што барате? Тие му одговорија: рави, каде живееш? Дојдете и видете. Тие дојдоа и видоа каде живее. И тој ден останаа при него. Беше околу 10-тиот час. А еден од двајцата кои беа чуле за Исуса и беа тргнале по него беше Андреј.
братот на Симона Петра. Тој прв го најде брата си Симона. Го одведе при Исуса. Исус го погледа и му рече: ти си Симон, син Јонин. Ти ќе се наречеш Кифа, што значи Петар, камен. И пак рече: вистина, вистина ви велам. Од сега ќе го гледате небото отворено и ангелите Божии како се искачуваат и слегуваат над Синот човечки. А Исус му рече: вистина, вистина ти велам. Ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Царството Божие. А Никодим му рече: како може некој да се роди кога е стар? Зар може повторно да влезе во утробата на мајка си и да се роди? А Исус му одговори: вистина, вистина ти велам. Ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Царството Божие. Зашто роденото од тело, тело е, а роденото од дух, дух е. Затоа не чуди се што ти реков. Вие треба да се родите од озгора. Ветрот дува каде што сака. И гласот негов го слушаш, но не знаеш од каде иде и на каде оди. Така е со секој човек роден од дух. Никодим одговори и рече: како може тоа да биде? Исус одговори и му рече: ти си учител Израилет. Како може тоа да не го знаеш? Вистина. Вистина ти велам. Ние зборуваме за она што знаеме и сведочиме за она што сме виделе, а вие нашето сведоштво не го примате. Кога за земни работи ви зборував и не верувавте, тогаш како ќе верувате кога би ви зборувал за небесните? Никој не се искачил на небото, освен Синот човечки, кој слезе од небото и кој пребива на небото. Зашто Бог толку го возлюби светот што го испрати својот единороден син, та секој што ќе поверува во него да не погине, но да има живот вечен. Оти Бог не го испрати својот единороден син за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него нема да биде суден, а оној кој не верува е веќе осуден што не поверувал во името на единородениот син Божи. А овој суд е затоа што светлината дојде на земјата, но на луѓето повеќе им умиле мракот отколку светлината, оти нивните дела беа лоши. Зашто оној кој прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината за да не се видат неговите дела, оти се лукави. А оној кој твори вистина, оди кон светлината за да се видат неговите дела, оти се по Бога извршени. Тоа е ако имате некое прашање или ние да ја прашаме нешто. Едно неблагодарно прашање за како го градим. Кого би го оцениле со највисока оцена? Или што оценки да им пишеме? Тоа оставаме на вас, најмногу се знае. Петки? Десетка за дечкото со зарежените чура. Носите индекси? Индекси носите? За чораби ги пишете. Ние имаме една, кога студентот добар му ја давам индексот сам да си ја напише оценката. И те му викам, ти сам ја пишуваш оценката на мајката сцена, условно речем. Лазар, значи тоа е Лазар. Добра, има некој за, против? Некој друго мислење? Бе, сигурно мислите со главите, зашто ви се во раменици, ајде. Слободно, нема да сгрешите, јас не пишувам оценки, тука би се Има уште некој поинакво мислење, може што ви се допадна најмногу, значи ве прашувам, еве, интерпретација, израз. Последниот дел, кој раскажуваш. Последниот, добра. Повелива? Начинот на кој се поврзува секој едно со друго. Се поврзуваат. Тоа е ваша работа, професоре, како се поврзуваат? Со текстовите? Да.
Значи, основно нешто што тие учат, како текст што го напишал друг, да стане дел од нивниот внатрешен живот. Мислам дека Евангелие по Јован е истои, обично им кажувам на некои генерации, дека Светото писмо е најдобар учебник за сценски говор. Бидејќи таму има една дефиниција што треба актерот да направи. Тој вели, и словото стана тело. Значи, слово, што го напишал друг, треба да дојде во вашето тело, да се овоплоти ова, стана тело и се всели во нас полно со благодат, да го сакаме да го зборуваме, и вистина да го зборуваме како да е наш. Значи, тоа е задачата на предметот, текстови што ги напишале други, некогаш работиме текстови, например, Хомер стар, 3.500 години обстана, го пишувал некој човек, а тие го оживуваат, значи, доаѓа текстот во нив, го учат први мемориски, па го учат чувствено и мисловно да го интерпретираат. Тоа е практично, за тоа се бави предметот. Како актерот да игра текстови што ги напишал друг, како да се дел од неговиот живот, а потоа да се врати назад и пак да биде тој човек кој бил. За некои луѓе тоа не е можно. Имаме некој, сега се зазборев, Луис Жуве вели, актерот играјќи секоја вечера од различни роли, од улога во улога, може да ја загуби душата. Можно е теоретски, имаме такви случаи, но тие учат како да се вратат понатаму, да научат текстот и да функционираат како нормални луѓе кога ќе слезат од сцената. Ова беше Евангелие по Јован, така? Да. Во прва година работиме. Се сеќавате нешто од тоа што сте прочитале? Би го споредиле со ова? Ама дали би го споредиле со ова? Ова нема да го заборавите, сигурно, дека и последниот дел. Тоа што сте го читале во прва година, тоа што значи дека треба ностоп да бидеме во театар. Да. Така книгичките барем ако ништо друго. Да, овие се театарџи добри. Добро. Вчера ги прашавме и ни одговорија дека тие имаат страна на Facebook, што можете да ги следите, односно факултетот, така? Академска сцена. Ето така, академска сцена и да гледате во петок. Сега гледам, имаше вчера видов некои краткометражни филми. Ако имате нешто, ја не знаете, например, во петок вечер што да правите или во сабота. Да ги отвратам од грешниот пат јас. Така. Можете да одите таму и да се дружите и со нив ете. Има убави девојки, дечковци и тоа вика второстепено веќе. Добра? Да ни дојдат пак? Да. Не можеме да се поклопиме со термините, ние разбиваат монотонијата на часот. Да не правиме се едно исто. Слободно со прашањата, јас исто се зазборував, професор навикнати. Ако некој сака да се запише, прашајте што е потребно. На Федел. Јас викам на глума, ама не во театар за сите. А ја би сакала, ама не знам што. А која година си? Трета сам. Има време. Па не, ако се Деветната се запише на 25. Провашно што после 2 години ти треба да чекаш. После четврта фаќа пауза. Да. После четврта фаќа пауза и ќе треба да чекаш една година. Ако сакаш да запишеш тоа што Можеш со годинава трета да пробиш. е прилика кај што можеш да треба. А и со трета може да се помине. Да, има студенти. Опција да се Особено земеш кај таа четврта професорка година. што има класа тројца се влезе. Шо? Со трета. Од професорката што прима класа оваа година, моментално А в година треба Мими Танеска, таа професорката да прима, да. тројца студенти се апсолвенти кои што се влезени со трета. Така што има шанси не изгледа невозможно. И да не помине, не Боже, ти видиш како е. Да. Он знае бидејќи он Да. Имате некој друго прашање? Мене ми се свија како го говоримата со публиката. И гледањето у очи општо кај си. Вероника не дека Лазе е наш, тука е, извинете се, Вероника, така Лазе кога зборува, јас се ежам. Лазе ни е посебен. Да. А особено затоа што е добар импровизатор, барем мене така ме возеше 2 години кога спремавме представи. Ама сега веќе ќе се уозбили Лазе мора, нели, сега многу професионално. Браво се трудил. Лазар е ветеран, колку пати си полагал прием? И Лазар има со трета проба, ништо не се секира. Да. Има и со четврта. Ама не е тоа само случај со, например, Тони Михајловски полагаше 3 или 4 пати го бутка. Никола Ристановски падна една година,
После го прими другиот професор. Принцип Лазар ќе биде Лазар гениален. Христо да га два пати го вади. Не Лазар Христов, кажи кој. И сега уште едно прашање, затоа што ние соработуваме со Медиум, тој е средношколски весник, она вчера што ми го кажавте, а поучено со Бранко Атанасов, така од исто од нашето училиште, доколку ние сакаме како средношколци да направиме едно интервју со вас како група, треба да бараме дозвола од факултетот? Да. Добро, а до кого треба да гласи тоа? До деканот. До деканот со нив треба дозвола за тие што ќе дојдат се втора година, тие се слободни. Добро. А тие со нив може? Да, со нив може. Таму е Бранко ќе дојде. Тие ги интервјуиравме лани со. Па добро, тогаш барајте, да. Да. Младо малце повеќе. Добро. Јас ми испратам едно такво службено барање, јас доколку значи ми дозволат, сега ќе најдам некој од моите репортери што ќе ми дишат малку, да ви расчепкат приватност. Што правите, како излегувате, како се дружите и така натака. Па на крајот да завршиме во македонската традиција со песна и оро. Сакате да испееме заедно? Знаете да пеете? Не. Не. Ајде. Патете ви. Елко ја знаете. Не, ова што ја пеевме. Ајде. И 3, 4. Не мора, само пејте, ајде. И? Ајде? Ајде. И? Ања, почне. 3, 4. Назад, Калино моме, немој да одиш по мене. Кај нас има висока гора, не можеш да ја поминеш. Dobro.